прашањето е фактолошко, прашањето е издржано и не е дел од неговата интима што прави по дома. Тоа си ти новинар, а не ја. Така е. Така е. Јас сум опериран на тие работи. И сите се ќе кажат, да. Знаете ли какви филмови се прават? Гости нема да ти дојде. Свесен ли си ти што нека не дојде? Ако е тоа цената што треба да ја мислиш плата. закажан лајф и не ти дошол. Другари, пријатели ми вика дека јас ќе ги изгубам сите гости и дека ниту еден политичар нема да влезе во студио ако продолжам со ваквиот пристап. Политичари ми го кажуваат тоа за да јас престанам со ваквиот пристап. Јас никогаш не престанав со мојот пристап. Јас сем реков, ако е тоа цената за да пропадне претрес, боже мој, нека пропадне, па добро да седна станало и нели исчезнало, за не ора и животот нема вечно да живеам. Тя знаеш како време дое, односно кое како си гата. Сами се замолчуваме, истина да ти кажам, сами си врзуваме шамари од двете страни. Како е сега она теркот? Полошо е да одбиеш да дојдеш у пресред, него ли да дојдеш и да го чешеш? У претрес. У претрес. А како кажа? Пресред. Да? Претрес, добро. Претрес. Полошо е да одбиеш? Полошо е да го одбие, а не ти доаѓам, него ли да дојди да го чешла. Зашто? Зашто не доаѓаш? Што имаш да криеш? Па добро, ама кој знае дека некој одбил? Ја као гледач Кој знае? појма немам дека он... Моја комуникација со судиката Добрила Кацарска, која што ги осуди за 27 април. Види, една порака, втора, трета, не една сум да одговор, четврта, пета, шеста е све покана. Седма, осма, девета. Ја каниш, што е? Да бе, еви ти. Реферати нема одговори, има по Ова све за да пробаш да ја договориш да дојде. Сега гледаш што се случува. Она не ќе да дојде во претрес, ми кажува дека последната порака, јас ќе ја цитирам. Добро вечер, убаво да се поминете во Лас Вегас, од таму ја канев. Значи од таму ја канам за во претресна наредна. Вика жалам на се уште, не сакам да се појавам во јавност и немам намера да се правдам затоа што секоја пресуда донесена случај, немам намера да се правдам и немам намера да се појавам во јавност, да подлечеме. Секоја пресуда е донесена исклучено врз докази во согласно со уставот за законите. Јас се враќам на пораката и ве разбирам, сепак судите во име на граѓаните, веројатно треба да им се дадат одговори. Оставам простор, верувам на дека транспарентноста е круцијална за поголема доверба во правосудството кое го представувате и вие. Со искрена желба, бла бла бла, и пак и пишувам. И сега не враќа ништо на оваа порака. Доказувам. Јас викам вака, окей, не е време, не сака да се појави јавно. И дука се согласен. Секој си има право, бе, не мора, никој не мора да дојде во предрез. И после 3-4 дена седнувам јас да ручам и гледам на Телма. И става ова, еве ја пораката, ја не ги измислам пораките, еве ги. Значи кој што вели, немам намера да се правдам затоа што секоја, немам намера да не се уште не сакам да се појавам во јавност. А што е интервјуто на Телма? Абе кажи, не ќам да се појавувам во претрес. И ќе речам, окей, ова е лага. Ако кажеше дека не сакам да се појавам во претрес, ќе беше вистина. И јас на оваа порака, на истата додечна судика, која што пак ќе кажам, судиите носат пресуде во име на граѓаните на Република Северна Македонија, подалеку, ама тоа е реалноста, не сака да дојде се појави и лаже. И јас сутре ова треба да ме суди, луѓе, што зборуваме, ова треба да не суди. Ја ја пишувам, ја гледам и во исто време дека она Lifetime во 17:39 и пишувам. Искрено ми е криво што најдов на неискреност од ваша страна, требаше да кажам што лаже, да, не бидеш културен, а носите судиска функција. Во мај рековте дека не можете да бидете во претрес бидејќи сте на пат. Потоа телефонски рековте во јуни дека ќе дојдете во октомври, за во октомври да каже да не одговорите на поканата. Ве контактирав и во ноември и цитирам, рековте се уште не сакам да се појавам во јавност и вечерва ве гледам на Телма. По ова навистина не знам која е тежината на вашиот кажан збор. Сепак вратата ви останува отворена. И сега јас треба да се срамам или го споѓава за која што пола јавност има негативно мислење, пола јавност ја плука и не ја верува, а носи во мое име носи пресуда. Јас како физичко лице, не како претрес, не како новинар, не како лик кој што незгодно да одговараш, ама тоа се прашањата. Значи, извинете, ама не. Пака не. Ова е полош. Пака не. На ова мислеш. На ова мислиш. Ама јас ги шљакам јавно. Ја не им оставам само на ова. Јас ги зборам после 5 емисии. Сега Кацарска пример, смееш ли јавно да кажеш приватни разговори? Не смеам да ги објавам. Негов е приватниот разговор. Не смеам да ги објавам. Па да направам принт објави. скрин, не. Законот предпозна да направам принт скрин и да ги објавам. Тоа е објава. А читањево не е објавување? Не. Како, зашто? Не, па таков е законот.
Јас не го смислив во пратеници, така го правеле. Па кој како ќе си го интерпретира тоа? На крајот од денот ова е комуникација помеѓу новинар и судија, а не помеѓу Кацарски и Ландов. Не е приватно. Окей, тоа е друго. Ова е Јас не комуникација излагам, меѓу но- новинар и јавна Ама сега, функција. Ја во еве А и она Лажеш, држи да, јавна клеветиш, функција. во немаш- 4 часа јас Какви ниту докази? еднаш не кажав ниту еден приватен разговор, ниту во претрес сум кажал, а сум ги имал и со политичари. Луѓе, јас комуницирам, ја треба да добијам информација. Што се избори. Да, имам комуникација, има и незгодни разговори, има и се, ама тоа се приват. Тоа е приватно. А додека комуницираме на ниво новинари и И затоа носител на јавна цена ти функција, Носител доаѓа. на функција, тоа е друго.